со овие зборови на брат Зоран малку се подсетуваме и на оно што го говоревме изминатите саботи, поточно минатиот месец, во врска со Христовата природа, со човечката природа воопшто, со војната помеѓу телото и духот, исто така, зашто Библијата нашето тело го нарекува грешно тело, иако телото само по себе не може да греши, и така натаму, како што мртвите тела не грешат, исто така, и не можат да грешат. И објаснувавме зошто и каков бил случајот на човекот пред падот во грев, какви промени претрпела неговата природа после падот во грев и како самиот спасител на оваа земја ја контролирал таа природа, тоа тело и сето она што се наоѓа во него. Објаснивме дека грешната природа, грешното тело е телото кое што после падот во грев не може само по себе да биде скротено само со силата на човечката волја, само со силата на умот, туку е потребна надприродна сила. Потребна е благодата или потребен е Светиот Дух. И сега, ако Светиот Дух навистина биде примен во животот на човекот, тогаш тој врши толку радикална промена, што тоа е споредено, како што рече брат Зоран, со ново раѓање. Тоа е нов живот. Старото веќе помина. Тоа навистина е така, и сите некои што тоа сме го доживеале во минатото, знаеме дека е така. Еве ја само ќе споменам еден детаљ, зошто поимот крштевање бил поврзан со именување на некого. Зашто кога ќе речеме дека некој или нешто добива име, дека со тоа е крстен. Кога нешто добило име, велиме така го крстиле. Дори не само за луѓе, го потребуваме тоа и за некои предмети, за некои абстрактни нешта. Велиме така го крстиле тоа и тоа нешто. Такво име му ставиле. Од каде потекнува тоа? Христијаните во првите векови, кога биле крштевани, кога го добивале тој нов живот, таа благодат, таа нова сила, тие чувствувале дека навистина се толку многу променети, што тие повеќе не се истата личност што живеела пред тоа. Де факто се истата личност, меѓутоа не е тоа истиот карактер. И затоа тие решавале да самите сакале да добијат ново име. Уште тогаш кога се крштевале, добивале ново име. Сега, што направиле луѓето кога почнале да крштеваат мали деца? Тогаш крштевањето станало моментот кога на името првпат, на детето првпат му се дава име. Малите бебиња немале некој живот грешен пред тоа, за да крштевањето им представува сега некој нов живот, туку со самото крштевање првпат добиваат име тогаш. Кај евреите во Стариот Завет, со самото обрезување на машките деца, тогаш се давало име на детето. Меѓутоа, са крштевањето не можеме да го деградираме на еден таков формален чин. И затоа се мнозина свесни. И ја познавам свештеници во православната црква кои се свесни дека самото крштевање на бебиње не значи нов живот. Они се свесни. Тоа не може да се порекне. Дека дури кога човек и поверува, може да го доживее тој нов живот. Да добие таа благодат. Да започне да живее онака како што Светиот Дух налага. Тој внатрешен принцип од него. И така, праксата на христијаните да добиваат ново име при самото крштевање, а Исус ветува ново име, но тоа на крајот на трката, нели, во неговото царство, за сите верни, за сите победници, тој ветува ново име. Ние ќе добиеме нови имиња. Таа пракса се деградирала со крштевањето на мали деца во именување на децата
по прв пат на денот на нивното крштевање. А потоа тие си растат како најобични грешници и како да воопшто не биле крстени, нема никаква разлика. Бидејќи разликата доаѓа со верата. Како што праша апостол Павле, како што ги праша галатјаните, врз основа на што го примавте Светиот Дух, врз основа на што тие Божји чуда, врз основа на што сето она што се случи како голема, длабока, коренита промена во вашиот живот. Врз основа на што сето тоа? Не преку делата на законот, значи не со некои формални обреди, дали обрезување, ти можеме да ги формализираме и нашите обреди, и крштевање, и вечера Господова, и прича. Сето тоа може да го претвориме во еден обичен формализам. Меѓутоа, Павле вели, не со тоа, не со тие дела, туку со послушноста на верата. Со послушноста на верата се случија сите тие промени, сите тие внатрешни духовни промени во животот на христијаните. Најавив дека, иако повеќе нема да зборуваме за човечката природа, за Христовата природа, тоа веќе го прогласив за завршено мејатата сабота, сепак реков дека ќе продолжиме да зборуваме за самите искушенија, бидејќи зборувавме за искушенијата како составен дел на животот на луѓето и на Христовата и на човечката природа воопшто. И затоа уште еднаш за почеток ќе го повторам стихот што се наоѓа во посланието до евреите, 4 глава, значи послание на апостол Павле до евреите, 4 глава, 15 стих е тој што сакам да го прочитам, меѓутоа би сакал уште еднаш да ги прочитам сите три. И 14 и пред него, и 16 после него. Да се подсетиме. Имајќи го големиот првосвештеник, кој преминал преку небесата, Исус, Синот Божји, ние треба да се држиме за исповедувањето на верата. Зашто ние немаме таков првосвештеник што не може да сочувствува во нашите слабости, туку таков кој искусил се како и ние, освен грев. Или како што велат по старите преводи, кој што во се бил искушан како и ние, освен грев. И така слободно да пристапуваме кон престолот на благодатта, за да примиме милост и да најдеме благодат за благовремена помош. Во 15 стих, значи централниот, апостол Павле вели дека ние имаме таков првосвештеник што може да сочувствува во нашите слабости. На кој начин Исус може да сочувствува во нашите слабости? На кој начин тој ги разбира нашите слабости? Ние сме грешници, а тој никогаш не направил греф. Тогаш како тој, свет, праведен, одвоен од грешниците, од гревот, така го е опишено во 7 глава, кога зборува истиот писател за квалификациите на свештеникот или првосвештеникот по чинот Мелхиседеков. Како тој сочувствува или ги разбира нашите слабости? Која е врската? Врската е во тоа што иако не направил греф, иако никош не сгрешил, тој бил искушан во се како и јас. Како и ти. Што значи поимот искушение? Би сакал, почнувајќи од денес неколку саботи поред, можеби, да се позанимаваме со оваа тема, бидејќи е многу актуелна. Постои денеска некој што живее без искушение. Постои човек на планетата што нема искушение. Многу актуелна тема. Од секогаш била актуелна, цели илјадници години наназад, и ден денес е актуелна. Имаме работа, значи, со една многу практична тема, бидејќи практично
има врска со нашиот секојдневен живот. Бидејќи Исус во се бил искушан како и ние, освен грев, и бидејќи заради тие искушенија, тој може да ги разбере нашите слабости, бидејќи ја имал истата човечка природа, и во таа иста човечка природа бил искушан како и ние. Тоа се поставува прашањето, дали самото искушение е грев? Значи, ако ве снајде некој искушение, дали тоа знак дека нешто се сгрешиле, па ве снашло искушение? Рековме, има искушенија кои што се резултат на нашите гревови. Значи, ако се навлечеме на некој порок, тогаш тој ќе ни стане искушение повторно да го правиме. Дали тоа дрога, цигари, не знам што, алкохол. Меѓутоа, ако тоа никогаш не сме го направиле, нема да ни биде искушение. Меѓутоа, дали тоа значи дека секој искушение што може да не снајде е знак или доказ дека нешто не е во ред со нас? Рековме, не мора да значи. Искушението само по себе не е грев. Уште еднаш да споменам. Искушението само по себе не е грев. Би сакал и потрет тоа да го кажам, затоа што постојат дури и теолози кои што сметаат, иако тоа не го кажуваат со зборови, но тие како да интуитивно внатре во себе чувствуваат дека искушението е грев. Бидејќи за нив е туѓа мислата, зашто зборувавме минатиот месец, тие не можат да прифатат, имаат некоја католичка представа за Исус, како Исус никогаш да не бил искушен од никакви телесни желби, од ништо внатре од неговото тело, зашто ако дозволиме дека бил искушен од такво нешто, тогаш на некој начин како да се намалува неговата светост, како да го правиме грешник и така натаму. Меѓутоа, уште еднаш ќе кажам, искушението не е грев. Да кажем уште еднаш? Искушението не е грев. Бил Исус искушен од телото? Бил Исус искушен од ова исто тело какво што Он го имал? Да. Дали сгрешил? Не. Како го разбирате поимот искушение? Како прво, зборот искушение, како што го наоѓаме во Светото писмо, произлегува од еден еврејски и еден грчки збор. Значи, зависи од кој дел на Библијата читаме. Дали од Стариот или од Новиот Завет. Но би сакал да се позанимавам со еврејскиот збор. Еврејскиот збор за искушение е маса, така се вика, на еврејски. И буквално значи проба, тест. Со други зборови, како да е тоа некој испит. Сте били на испит, знаете како. Знам како. Дали кога ќе одите на испит, кога одите на испит, самиот испит ве прави да паднете? Или ај вака да го поставам прашањето. Малку поинако да го поставам прашањето. Што е причината дали ќе паднете на испит или ќе го положите? Како?
Јас се сеќавам на еден испит на електротехничкиот факултет, како да, и постои снаоѓање за време на испит. Од мене се бараше на згужван лист хартија да испратам решение до еден друг студент, што седеше пред мене. И тоа беше испит кај професорот Ханџиски. И, меѓутоа, ајде вака да се тргнеме малку од факултетот. Значи, зборот испит да го сватиме како тест или проба, например, некој надпревар, или било каков тест, например, возачки, или каков го друг тест може да постои. Од што зависи дали ќе го положите тестот или ќе паднете на него? Значи, дали зависи од самиот тест? Не. Значи, самиот тест, самиот испит покажува, тој е показател дали сте, какви сте. Дали сте подготвени или не. Знаете или не. Можете или не. Може да го препливате Ла-Манш? Може да го препливате Охридско езеро? Може да го препливате Вардар? Може да го препливате. Некој може би и тоа нема. Да. Значи, самиот испит покажува, ја открива нашата спремност, сила, знаење, односно нашата вештина, дали нашиот капацитет каков е. И уште нешто, самиот испит, самиот тест или проба, има и еден поинаков ефект. Особено кога ќе го положите. Тоа ќе го поминете. Значи. Тогаш тој уште повеќе ве утврдува, на некој начин како да ја зголемува вашата сила, вашиот капацитет. И ако треба друг пат да се соочите со истото искушение, кој што еднаш сте го победиле, тогаш каква ќе биде силата на искушението? Иста, појака или послаба? Ако веќе еднаш сте го победиле, силата на истото искушение нареден пат ќе биде послаба. Ако сте го победиле еднаш истото искушение. Но ако сте паднале на тоа искушение, тоа како ќе биде силата на искушението, кога истото тоа искушение ќе ви дојде нареден пат. Значи, тогаш ќе биде искушението посилно. Ако го победите, тогаш вие сте посилни. За нареден пат. Интересно е што кога сме кај зборот маса, би сакал како прво да кажам како настанал тој збор. Зборот маса. Што значи тест или проба или испит. И би сакал да отвориме прво во петата книга Мојсеева или второ законие, 6 глава, 16 стих. Ке прочитаме 3 стиха од второ законие или повторени закони или петата книга Мојсеева 6 глава. Првиот стих е во 6 глава 16 стих. 6.16. Дали верувате стихот? Не искушувајте го Господа, вашиот Бог, како што го искушувавте каде? Во Маса. Значи, Маса е некое место каде што израелците, евреите го кушале нивниот Бог и заради тоа место се нарече Маса. Зошто? Бидејќи Маса значи искушение. Проба. Тест. Одиме сега во 9 глава. Истата книга, повторени закони, 9 глава,
22 стих. Тука се наброени неколку места каде што Израел го искушувал и го разгневувал Господа. И во Тавера, и во Маса, и во Киврот Таава, вие го разгневивте Господа, се вели. И третиот стих, 33 глава, Повторени закони 33:8. Или петта книга Мојсеева, или втора законие, 33 глава, 8 стих. И за Леви рече, твојот Тумим и твојот Урим се на светиот маж твој, кого што ти го искушуваше во Маса. Се мисли на Господа, повторно, кој што тука наречен маж на Израел, на својот народ. Бидејќи Божиот народ е представен како жена, како невеста. Кој е тоа место Маса, каде што евреите го искушувале Господа? Јас не би завртал на тоа место да го испитаме, да го прочитаме тој конкретен случај, туку би прочитал еден цитат од 95-тиот псалм кој што апостол Павле го наведува во Евреите, 3 глава. Значи, ќе се вратиме за момент во посланието до Евреите, но овој пат во 3-та, претходната глава, од таму каде што започнавме. Цитирајќи го 95-тиот псалм и Господовите зборови, почнувајќи од 7-тиот стих, 3 глава 7-тиот стих, апостол Павле вели, поради тоа како што вели Светиот Дух, и сега доаѓа цитатот, денес ако го чуете гласот негов, не жесточете ги или не отврднувајте ги срцата своји, како во огорченоста, во денот на искушувањето во пустината. Тука се мисли на Маса. Тој случај е опишен во 2 Мојсеева 17 глава, но реков дека нема се занимавам конкретно со него. 2 Мојсеева 17 глава. Каде што татковците ваши ме искушуваа, ме испитуваа, иако ги гледаат делата мои преку 40 години. Што види 10-тиот стих. Ова се дико зборовите од псалмот. Затоа се разгневив на тој род и реков, секогаш се заблудува во срцата своји и не ги познаа патиштата моји. Па така се заколнав во својот гнев, дека нема да влезат во мојот покој. Или спокој, или одмор, или почивка. Значи, овде се вели дека Господ се разгневал на тој род, затоа што тие него го искушува, го испитува. Зошто? Дали тоа грев? Дали е грев да го искушуваш Бога? Господ се разгневил на нив, затоа што тие го искушува и го испитува. Да, Самиот Исус ги цитира зборовите од законот, кои што велат, не го искушувај Господа, твојот Бог. Тоа е грев затоа што подразбира неверство. Значи, јас треба да го прифатам Божето ветување со вера, а не да го испитам, да видам дали стварно Бог ќе го одржи својот збор, или дали стварно Бог може тоа да го направи, што рекол дека ќе го направи, што го ветил. Ако јас го испитувам, ако јас Бога го ставам на тест, ако јас го искушувам Бога, тоа е грев, затоа што со тоа покажам дека немам вера во неговата реч, во неговите ветувања. А се што не е според верата, грев е, вели Новиот Завет. Апостол Павле конкретно.
Значи, маса значи испитување, проба, тест. Ние не треба да го испитуваме, да го искушуваме Бога. Тоа е грев. Но сега се поставува едно трето прашање. Што треба да правиме кога ќе не снајде некакво искушение? Најубавиот одговор се наоѓа, значи, според самото значење на поимот маса, како проба, тест, значи, искушението споредено со испит. Најубавиот одговор се наоѓа во посланието на апостол Јаков во Новиот Завет. Но сега нема да го прочитам, туку вие може да си го побарате сами дома и на тој начин ќе се подготвите за следната сабота, ако даде Господ живот и здравје, кога ќе продолжиме со оваа тема и со ова проучување за искушението. Нека му е фала и слава на Господа.